Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска е денот во кој што се празнува воведувањето на Пресвета Богородица, Присно Девата, вечната Дева, Марија во светиот храм Спасов се пее во денешниот поздрав во Ерусалим. Тоа што се случи денеска со Богомајката во третата година од незиниот живот, според древните старозаветни правила на живење во старозаветната црква, во синагогата, се случувало со секое дете и особено со секое женско дете во таа возраст, таа доба од својот живот. А што всушност се случило? Што се подразбира влегувањето на едно 3-годишно девојче во храмот Спасов Ерусалимски? Најпрво треба да се каже дека Богородица мајка со своите родители Јоаким и Јана живеела во градот Назарет. Денеска да се дојде од Назарет во Ерусалим воопшто не е тешко и брзо се прави, зарад одличните патишта што ги. Но во време на свети Јоаким и Јана тој пат бил голем. Од Назарет до Ерусалим се патувале цели 3 дни. Згора на тоа, патувањето на Марија од Назарет до Ерусалим било необично, браќи и сестри. Таа била придружена од своите родители, одесно стоел незиниот татко Јоаким, однево незината мајка, а таа облечена како малечка царица, како предвестување за тоа дека ќе стане небеска царица. Пред нив чекореле група девствени девојки со запалени свети и многу хорови ангелски, а и многу блиски од семејството нивно од Назарет. И така сите свечено облечени ја воделе малечката Марија во Ерусалим за да биде внесена во светиот храм. Кога стигнале во Ерусалим, пред светиот храм, до наосот на храмот воделе 15 степеници. Само на првата родителите ја придржувале Марија, а потоа сама како срнче скачила до 15-тиот степеник, а таму ја чекал првиот и свет првосвещеник Захарија, кој што ја примил и ја внесол во светиот храм, но на еден необичен начин. Никогаш тоа во историјата на еврејската вера не се случило. Девојче од првосвещеникот, од архиерејот, да биде внесено во светиот храм. И во најсветиот дел од светиот храм, познат под името Сијатаја Сијатаја, светиња на светиња. Во тој дел од храмот
само еднаш во годината, првиот меѓу архиереите влегува да ги принесе сенародните молитви Богу. А и жена, женско дете, никогаш во тој дел од храмот не влегува. Светиот Теофилакт, архиепископ Охридски, одличен толкувач на Светото писмо, особено на новозаветните библиски текстови, со право вели дека од часот кога старецот и пророк Захари ја прими Марија во своите раце, тој се најде во екстаза, во екстатична состојба под дејство на Духот Свет. И од Духот Свет раководен, а не од својата логика и знаење, ја одведе малечката Марија во Сијатаја Святих, како показ и како доказ дека е од Бога избрана за нешто највозвишено до што родот човечки може да стигне. После тоа, браќа и сестри, според истите тие старозаветни правила на живење во синагогата, секое трогодишно девојче се оставало во женскиот интернат при соборниот храм Спасов. Во тој интернат девојчињата останувале додека не созреале. Според старозаветните библиски закони и правила на живење, девојчето се сметало за зрело во нејзината 12-та година. Значи, од 3-та до 12-та година, цели 9 години, малечката Марија живеела во, би го нарекол, женскиот интернат при соборниот храм. Во тој интернат ја живееле строго црковно, го изучувале Светото писмо и се учеле на молитва, ама и на се она што ги очекува во животот, бидејќи веднаш после 12-та година се стапувало во брак, требало да се знае што е тоа, а потоа во бракот требало да се родат дечиња, да се стане мајка, сопруга, домостроителка, икономиса, сето тоа во интернатот. Тие малечки девојчиња го осознавале со поглед, зреле за тој дел од животот свој. Не знаеле дека пред Марија постоело девојче кое што не сакало да го напушти интернат. Марија е единствената која што не сакала да го напушти интернатот, затоа што не сакала да стапи во брак, а не сакала да стапи во брак за целосно, со целиот свој живот да му се посвети на Бог. Тоа што денеска се да кажеме монахињите. Брат Сречко со право денеска ми кажа дека Богородица мајка е првата монахиња во историјата на христијанската црква. Но во Стариот Завет таква институција, монах или монахиња, не постоела. Морало да се смисли начин како да се оствари тоа, бидејќи сите почувствувале дека се работи за особен призив, вокација Божја. Марија така да го промени свој живот.
и да го раздадам Богу целосно да се посвети. позволам телото да ми изгори, Старица Захарија, премуда, што не ми користи. богонаучен, Љубовта е долготрпелива, го избрал Јосифа, љубовта стар човек, кој што бил во брак, кој што имал деца, не се гордее, не прави ништо да биде чуваш своје, неизин. се срди, Еден вид гарант дека да не се радува, старозаветните правила на живење во црквата се задоволени, таа е покриена и затоа се вика и обручник, бидејќи ја играл улогата на верник. И таа, знаете потоа, откако го напуштил интернатот, во домот на Јосифа, целосно Богу посветена, го продолжила животот од интернат. Во молитва, во подвизи, во пост, до денот на светото благовештение, кога светиот Архангел Гавриил ќе ја објави дека од Троичниот Бог е избрана за да го роди воплотениот Логос Божи, нашиот животодавец и спасител, Богочовекот Христос. Богородица е таа што на Бог Словото, на Бога Логосот му ја дарува природата на човекот. И не само телото, туку и душата, и духот, и умот, и срцето. Се од што е исплетена, истраена онтологијата на човечката личност. Се, зашто Христос во се стана еднаков со нас, освен во гревот и во смрт. Таквата лојалност кон Бога од малечки години е тоа што нам ни фали на сите. И во овој ден, прекрасен ден, Марија, од нас сите со право наречена пречиста, зашто освен за гревот на првородителите, за друг грев не зна. Во таа смисла, таа не е безгрешна. Кога би била безгрешна од раѓање, како што учат римокатолиците, тогаш таа би била женска божица. Но таа го носи гревот на првородителите. А гревот на првородителите, еднаш рековме, не е приватен грев нивен, зашто ниту пред нив, ниту по нив имаше друг некој човек. Тие беа првите луѓе на планетата Земја. Поради што гревот што тие го направи, гревот на оттуѓување од Бога, прекинувајќи го постот што Бог им го наложи во рајот, е грев против природата на човек. Воопшто. Од таа природа, контаминирана од гревот и смртта, ќе се родат сите други потоа, племиња и народи до ден денешен. Но секој што се раѓа, го носи наследениот грев, од нив направен. И рековме против природата на човек. Од тој грев, од робството кон тој грев се ослободуваме во денот кога се крштеваме со вода и дух свет. Ето, гледате овој празник колку е голем и колку се слоеви од животот на човекот и човештвото ни открива. Но да се научиме во љубовта кон Бога, да бидеме безпрековни, непоткупни. Она што многу наши предци го кажале еднаш, ама за секогаш, да биде поента на нашиот живот. Се за Христа, а Христос за ништо. Амин.